Пратеничката група на ВМРО ДПМН и нивните коалицијски партнери поднеле официјално барање до председателот на Собранието Африм Гаши и председателката на Комисијата за финансирање и буџет Сања Лукаревска со цел итно закажување на седницата за предлог законот за задолжување од 260 милиони евра. Пратеникот Бојан Стојановски денеска посочи дека ќе ги почитуваат роковите, а доколку Лукаревска не се предомисли, веројатно утре тој ќе председава со работното тело. Ќе ги почекаме временските рокови од 2 дена. Во писмото кое што го пративме и до председателот на Собранието и до председателката на комисија, подпишани сме, како што кажав, многу повеќе од 1/3 членови на комисијата, што значи дека треба итно и неодложно таа да биде продолжена. Доколку председателката одбие да ја закаже, тогаш најверојатно председателот на Собранието ќе ја закаже и ќе делегира еден од пратениците кои што се членови да продолжат да ја водат комисијата. Еве ги писмата подпишани од пратениците. Во партиското соопштение на СДСМ пак чија пратеничка група вчера преку долги паузи и дискусии се обидуваше да не дозвола да се гласа во комисијата овој заем и денеска наведуваат дека не одстапуваат од нивните ставови. ВМРО, ОКГ и Христијан Мицковски за само 2 години ја задолжија Македонија со 2,3 милиарди евра. Вкупниот државен долг веќе достигна 11 милиарди евра, а сега сакаат нови кредити за нови тендери плюс уште 260 милиони евра кои ќе ги враќаат нашите деца. Овие пари не се за развој на државата, тие се за нови тендери на организираната криминална група. Не даваме нови задолжувања, нема да ни ги претворите децата и внуците во должнички робови. Со реакција се јавија денеска и од левица од каде велат. Додека Министерката за финансии зборува за доверба на меѓународните пазари, граѓаните треба да знаат дека ова не е ефтин кредит, туку скапо комерцијално задолжување со огромни ризици и вкупни трошоци од над 25,6%. Македонија денес зема 260 милиони евра, а ќе враќа над 326 милиони евра. Само за камати и провизии граѓаните ќе платат над 66 милиони евра повеќе. Тоа е цената на неспособноста на оваа власт. Седницата на Комисијата за финансирање и буџет вчера помина со политички превирања, долги паузи и реплики меѓу власта и опозицијата за заемот, а председателката Лукаревска по паузата не ја свика комисијата повторно да заседава. Собранието веќе изгласа потребата за законот за ново задолжување од 260 милиони евра, кој треба да се гласа по скратена постапка. Со фиксна стратегија пак 2027 до 2031 се коригира надолу стапката за раст на БДП за годинава од првично планираната, односно 3,8 на 3,5%.